Евакуација од Израел на уште едно македонско семејство се работи за мајка со низините 3 деца, кои според последните информации се на пат кон Атина. Од Министерството за надворешни работи информираат дека до овој момент немаат добиено барање за евакуација од други земји од Блискиот Исток, но состојбата велат дека постојано ја следат. Нова рунда на евакуација на македонски државјани од Израел. Мајка и 3 деца со авион денеска се евакуираат од Тел Авив во Атина. Согласно информациите од македонското МНР, авионот полетал во 15 часот и 45 минути. Местата се обезбедени преку Израелското министерство за транспорт во рамки на организираните летови кои се користат за евакуација на странски државјани од Израел. Понатамошното патување до финалната дестинација ќе се одвива во сопствена организација. Согласно ова, како и претходната евакуација реализирана со владин авион на 17 јуни, заклучно со вчера, вкупниот број на заинтересирани македонски државјани за евакуација од Израел изнесува 25. Меѓутоа, не сите изразиле подготвеност тоа да го направат веднаш. Се очекува следните денови дополнителен број на наши државјани да добијат можност за евакуација од Израел, велат од МНР за Сител. По ескалацијата на состојбите на Блискиот Исток, од МНР објавија телефонски броеви за сите македонски државјани кои престојуваат во Катар и Обединетите арапски емирати да се јават доколку имаат потреба. До овој момент нема барања за евакуација на македонци кои се наоѓаат во Катар или Обединетите арапски емирати. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија преку амбасадата во Тел Авив останува во постојана комуникација и целосно на располагање на македонските државјани се до нивната безбедна евакуација. Габриела Лескова, Сител телевизија. И додека Израел и Иран се обидуваат да го испочитуваат примирието, во Хаг почна самитот на НАТО, кој генералниот секретар Руте го најави за историски. Клучна промена треба да биде издвојувањето од државниот буџет од 2 на 5% за одбраната, но и планот за гарантирана безбедност на земјите членки. На самитот најавена е средба и Трамп-Зеленски. Македонската делегација ја предводи председателката Сијановска. Планот за зголемување на безбедносниот буџет на НАТО во фокусот на самитот во Хаг. Ниту една земја членка не може да го одбие планираното масовно зголемување на трошоците за одбрана, рече генсекот на алијансата Марк Руте. На дводневниот самит во Хаг се очекува НАТО земјите да го одобрат планот според кој ќе мора да издвојат 5% од својот бруто домашен производ за вооружување до 2035-та. Руте вели дека неколку од земјите членки се обидуваат овие трошења да ги стигнат уште во 2029-та. Why is this important? Because we know that Russia is reconstituting itself at a pace, at a speed which is really staggering and frightening. And so we have to stand ready. If we don't, we cannot defend ourselves in 3 to 5 years from now. Today they know if they try anything, our reaction will be devastating. But we have to make sure that in 3 to 5 years they won't try. Украинскиот претседател Володимир Зеленски пристигна во Хаг. Руската инвазија на неговата држава е всушност и главната причина зошто НАТО алијансата сака да го зголеми трошењето пари за одбранбени системи. Зеленски предупредува, разузнавачките информации кои тој ги добива велат дека Путин се подготвува за напади врз цели на НАТО во Европа. We must stop Putin now and in Ukraine, but we have to understand that his objectives reach beyond Ukraine. European countries need to increase defense spending. We believe that 5% of GDP is the right level. A united Europe can create a defense capability that will destroy Russia's illusion that war with Europe could bring it anything. To kill that illusion faster, we must take away Russia's ability to continue this war against Ukraine with impunity. Европа ги зголемила парите за поддршка на Киев во војната со Украина. Председателката на Европската комисија рече дека од јануари до сега Европа дала речиси идентично пари за Украина како лани цела година. За 5 години очекувањата се дека Европа ќе инвестира околу 800 милиарди евра во одбраната. How we invest is just as important as how much we invest. Russia's full-scale invasion of Ukraine has changed warfare. On the one hand, it has consumed more hardware than any other war. But on the other hand, battles have been won and lost because of software, jamming systems, and artificial intelligence.
Во ХАК е и македонска делегација предводена од претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Освен претседателката, од Скопје отпатуваа и министрите за надворешни работи и за одбрана Тимчо Муцунски и Владо Мисајловски. Се уште се чека потврда од Софија дали Силјановска-Давкова во ХАК ќе се сретне со премиерот на Бугарија Росен Желјасков. Даниел Василев, Сител телевизија. Македонија ја доби првата битка во Европскиот парламент. Извештајот на Томас Вајц помина на Комитетот за надворешни работи и покрај обидите на Бугарија да ја вметне придавката модерен за македонскиот јазик и идентитет. Расправата во комитетот ја следеше колешката Ивана Соколович најдова. Имаме во живо во овие вести. Ивана, како се одвиваше расправата? Би рекла во малку тензична атмосфера по обидите од бугарските европратеници да биде вметнат амандман со кој што македонскиот според нив треба да биде модерен јазик, а идентитетот исто така модерен. Денеска помина првиот филтер за извештајот за напредокот на Македонија. Сепак мнозинството одлучи дека го прифаќа извештајот на известувачот Томас Вајц, онаков како што е и кој што ја потврдува посебноста на македонскиот јазик и идентитет без никаква придавка. 40 европратеници гласа за, 19 беа против, а 10 воздржани. Сепак Томас Вајц во изјава по гласањето вели дека е задоволен од мнозинството кое што покажало дека го прифаќа ваквиот извештај, но не заборави да потенцира дека за Македонија остануваат обврските за спроведување на реформите и за спроведување на уставните измени за придвижување на процесот за интеграција во Унијата. Обидите на бугарските европратеници беа представени од представник на ЦДУ кој што го представи ваквиот амандман. Тој беше блокиран, а не беа прифатени ниту другите бугарски амандмани. Се очекува конечниот исход да го видиме на гласањето на пленарното заседание на Европскиот парламент кое што е закажано од 7 до 10 јули. Еве како изгледаше дебатата денес во Комитетот за надворешни работи при Европскиот парламент. Извештајот за напредокот на Македонија за 2023-2024 година доби зелено светло од Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. По бугарските обструкции, обидите за додавање придавки пред македонскиот јазик и идентитет, мнозинството со 40 гласа за, 19 против и 10 воздржани го прифати предлог извештајот. По усвојувањето на документот, австрискиот европратеник и известувач за Македонија Томас Вајц изрази задоволство бидејќи е изгласан со широко политичко мнозинство. Порача дека Македонија е дел од Европската Унија и дека по 20 години преговори потребно е унапредување на процесот на проширување. Во изјава за 360 степени Вајц вели дека и покрај гласањето на извештајот за Македонија останува врската за спроведувањето на реформи и уставните измени. Well, negotiations were difficult and lengthy. We had to postpone once, but at the end of the day, this is a very clear majority, and I think that speaks for itself. I think it shows a clear will and a clear support by the European Parliament for the accession process, but it's a merit-based process, so reforms are needed. A constitutional change is needed. It might not be the last one. All our countries needed to do some constitutional changes to be able to join the European Union, the common market, the common legislation of the acquis communautaire. This is a very normal process, and yes, North Macedonia needs to do the next steps, so do the constitutional amendment so we can finally start actual negotiations. Европратеникот Галер од ЦДУ предложи амандман пред одредницата македонски јазик да стои модерен македонски јазик во корист на бугарите, но не доби поддршка бидејќи 6 на европратеници го блокираа. On behalf of the group, I would like to propose one oral amendment which concerns compromises 1 and 10, and it is simply to add the word modern at 4 places, modern, so that it would read modern Macedonian language and identity. Сепак, Галер најави дека овој амандман ќе биде предложен на пленарката каде што конечно треба да биде усвоен извештајот. Мнозинството ги одби останатите бугарски амандмани, пошто бугарскиот европратеник Валчев најави дека како додаток на извештајот ќе предложи додавање на мислење на малцинството.
На 4 јуни гласањето за извештајот беше одложено по барање на Вајц поради притисоците од бугарските европратеници кои не се согласуваа со тоа што во документот децидно се наведуваат македонскиот јазик и идентитет. Вајц призна дека бил сведок на интензивни политички дебати околу извештајот, но дека апсолутно стои за документот за кој во преговорите и компромисите, како што рече тогаш, биле вклучени сите пратенички групи во Европарламентот. Сега се чека и конечното гласање на пленарното заседание на Европскиот парламент закажано за периодот од 7 до 10 јули во Страсбур. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Ивана, какви се реакциите кај нас по одлуката во Брисел? Да, попладне во свој став слушнавме од премиерот Христијан Мицкоски, кој што вели дека успешно е завршена оваа прва фаза од она битка која што се води околу усвојувањето на извештајот за напредокот на Македонија, но вели се покажало и европската јавност видела дека битката не се води околу вметнувањето на бугарите во македонскиот устав, туку тоа е нешто подлабоко, односно дека се бара негација на македонскиот идентитет. Еве неговата изјава. Ако ги слушате пораките од поедини политичари кои што доаѓаат од Брисел, дека никогаш идентитетот не бил предмет на договори и разговори, дека никогаш јазикот не бил предмет на договори и разговори, дека тој бил бетониран, запечатиран, затворена тема, видовме дека не е така. Но добро е тоа што ја поминавме оваа прва фаза на Комисијата за надворешна политика или позната како АФЕТ. Убедливо беше гласањето, 40 наспроти 19 и 10 беа воздржани. И во следниот период очекуваме да се најде на пленарна седница меѓу 7 и 11. Да, ќе има амандмани. И да, повторно можеби поедини групи во парламентот ќе поддржат некакви амандмани. Такви се процедури, не можете да им забраните. Таму има европратеници кои што доаѓаат. Но важно е дека вие сите видовте дека не е неколку стотини бугари во устав, дека подлабока е болката и дека е децениска, дека е вековна. Ние ќе се бориме, дали ќе успееме, не знам. Да, ова беше ставот на премиерот Мицкоски. Од опозицијата му вратила дека денешното гласање и поднесување на овој амандман за модерен македонски јазик од страна на представници и европратеници од ЦДУ како сестринска партија на ВМРО ДПМН за владата било политички шамар. Еве изјавата од портпаролката на СДСМ Макузевска. СДСМ оценува дека денешното однесување на Европската народна партија ИПП, сестринската партија на ВМРО ДПМН, е директен историски дипломатски пораз за Христијан Мицкоски и за неговата партија. Предлог амандманот за воведување на формулацијата модерен македонски јазик не само што доаѓа од редовите на ИПП, туку е поднесен токму од нејзиниот координатор Михаил Галер, член на германската ЦДУ, партија која ВМРО ДПМН со години ја нарекува свој стратешки, ја нарекува свој идеолошки партнер. Всушност се досега што слушавме од нив беше дека преку оваа партија можат да влијаат и дека се фалеа дека навистина имаат добри односи и дека може да имаат влијание. Фактички да објасним, овој амандман представува сериозен удар врз позициите на Република Северна Македонија. За жал повторно различни гледишта од страна на власта и опозицијата. Ивана, како во меѓувреме реагираат во Букарија на она што денеска се случуваше во Европскиот парламент? Иван, по самото гласање веќе беше јасно дека ќе следува жестока реакција од страна на Бугарија со оглед на тоа дека не помина овој амандман и останатите амандмани беа отфрлени од страна на останатите европратеници. Бугарите најавија дека битката ќе ја водат и на пленарното заседание кога треба да се донеси конечната одлука. Меѓутоа стигнуваат реакции од бугарскиот државен врв. Своје видување за целата оваа ситуација имаше и шефот на бугарска дипломатија Георгиев, кој што во статус на социјалните мрежи вели дека ја поздравува решеноста на АФЕТ да не дозволи да биде вклучен во националистички наратив и тврдење за, како што вели, повеќе вековен македонски идентитет кој што ги повредуваат чувствата на бугарските граѓани кои што биле европски граѓани и повторно го повторува оној став дека за Бугарија останува да се исполни она што е договорено. Меѓутоа многу пожестоко
жестока реакција следуваше од Костадин Костадинов од природба, кој што дури побара и оставка на бугарската влада со оглед на денешното гласање. Исто така во статус на социјалните мрежи тој вели дека им честите на сите бугарски евроатлански јаничари чиј сон за убивање на Бугарија и бугарскиот народ продолжува да се остварува. Честитки до владата на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН кои не отворија уста да кажат ниту еден збор за заштита на бугарите во Македонија. Честитки до нашите сојузници од Европската Унија кои покажаа дека со такви сојузници не ни требаат непријатели. Честитки до сите бугарски наивни луѓе кои чекаа некој друг да ни помогне, а на крајот се покажа дека пред малку време европратениците на Орбан беа тие што експлицитно се изјаснија против сите бугарски амандмани во извештајот, благодарение на што тие беа отфрлени. Поради овој колосален неуспех на владата на ГЕРБ мора веднаш да си поднесат оставка. Ова се реакции, дел од реакциите кои што стигнуваат од Софија. Секако овој процес околу гласањето за предлог извештај за Македонија ќе следува и ќе се обработува во останатите вести на сите. Да, ќе ги следиме случувањето многу повеќе на оваа тема, ќе говориме и во тема на денот во Централниот дневник. Ивана Соколовиќ, најдова благодарам за овие информации. Како по добиената битка да се добие војната за извештајот во Европскиот парламент? Дали документот може да биде основ за уставни измени? Што може да донесе самитот на НАТО и дали Трамп ќе успее да го зачува мирот на Блискиот Исток? Во тема на денот со поранешниот вице-премиер за евроинтеграции професорот Васко Нумовски. На денешната седница владата го усвои предлог законот за соодветна и правична застапеност. Според премиерот, ова ќе донесе професионален јавен сектор. Согласно планот, предлогот прво ќе оди на мислење во Венецијанската комисија, пошто ќе биде испратен на расправа во собранието. Ова законско решение доаѓа по одлуката на Уставниот суд, со која беше укинат балансерот како алатка за вработување во јавната администрација. Поречиси една година преговори во владината коалиција, владата го усвои законот за правична застапеност на етничките заедници во јавниот сектор. Пред да стигне кај пратениците за конечно усвојување, ќе треба да биде проверен и од Венецијанската комисија. Законот треба да го замени укинатиот балансер и да гарантира професионална администрација, но во која етничките заедници ќе имаат своја соодветна застапеност согласно Уставот и рамковниот договор. Оние кои ќе сакаат да се вработат или да унапредуваат во службата, нема да даваат изјави за етничка определба, туку таа ќе се одредува според тековните документи за лична идентификација. Кога институциите се праведни и ефикасни, сите граѓани добиваат подобра услуга. Тоа е темелот на трајна меѓуетничка доверба и вистинска сплотеност. Законот е гаранција дека етничките заедници ќе бидат соодветно и правично застапени. Логично е дека секој оној кој што ќе аплицира ќе мора да покаже и докаже кој е, и во законот е предвидено да тоа биде со лична карта или со друг документ кој што со согласно закон го идентификува лицето. Конечно тргнува застапеноста од влијанието на дневната политика и го прави законското право за секој граѓанин без оглед на етничката припадност. Сепак, методологијата и процентите на застапеност на одредена заедница во администрацијата ќе биде определена дури откако законот ќе биде донесен. Неа ќе ја подготвува посебно координативно тело составено од владини представници и Агенцијата за администрација. Основа за тоа, како што претходно објасни вице-премиерот за добро владење Фетај, ќе бидат податоци од последниот попис, но не откри дали предвид ќе биде земено само резидентното население или пак ќе биде вклучена и диаспората. Албанската опозиција веќе негодуваше дека овој закон е антиалбански. Мицкоски вели дека критиките на ДУИ не се суштински, туку само етнички поларизираат. Впрочем, ДУИ е политичката партија која што во рамките на претходната влада во извештај вели дека балансерот како алатка е исцрпена и дека треба да се избрише. И сега истите тие се против самите ДУИ. Значи, кога е ДУИ опозиција, е против ДУИ кога е во влада. Претходно и вице-премиерот за односи меѓу заедниците оцени дека меѓуетничките односи се стабилни, а критиките предизборни. Штом се доближуваат било какви избори, секој се обидува да земе поени играјќи на некакви си карти кои се надвор од некакво си нормално однесување, кога не станува збор за изборен период. Така да тој аспект очекувано е.
Тоа е првата работа, инаку меѓу етнички односи во овој момент во државата се стабилни. Уставниот суд во октомври го укина балансерот како механизам за вработување во јавната администрација по етнички клуч. Уставните суди оценија дека припадноста на одредена етничка заедница не може да биде критериум за вработување. Претходно, како неуставни, беа оценети изводите од матичната книга на родени, во кои требаше да стои графа за етничка определба, како гаранција дека нема да има злоупотреби за полесно вработување во јавниот сектор преку етничките квоти. Катерина Нешкова, Сител телевизија. По само 2 месеци работа, лидерот на македонски концепт Петар Богоевски си замина од функцијата директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Лидерот на партијата Македонски концепт Петар Богоевски, коалиционен партнер на владеачката ВМРО ДПМН, соопшти дека се сретнал со премиерот Христијан Мицковски и на средбата договориле прераспределба на позиции и институции кои ќе ги раководи Македонски концепт во рамки на извршната власт, а било потврдено дека Богоевски ќе раководи со друга институција. Тој во моментов е директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, а беше именуван во април годинава. 4-годишното девојче од Драчево често било жртва на неговиот татко. По објавата на видеото, од која јавноста беше згрозена, мајката објави и фотографии од продолженото насилство кое го трпело девојчето. Од детската амбасада Меѓаши велат дека ова ќе остави сериозни последици врз развојот и ја повика мајката да побара стручна помош. Наместо безгрижно детство со родителска љубов, шлаканици, трауми и лузни како секојдневие. 4-годишното дете од Драчево не било само една жртва на таткото кој на објавеното видео на социјалните мрежи. Брутално ја тепа и се заканува по живот. И претходно трпело тортура со видливи повреди по телото. Снимката што ја направила мајката предизвика бурни реакции во јавноста. Насилниот родител веќе е во притвор, а од детската амбасада Меѓаши го повикаа семејството да побараат кај нив стручна помош. Ова крвничко тепање страна на родител, кај детето жртва на насилство може да развие посттравматски стресно нарушување и доста, би рекол, и трајни последици. И затоа е потребно првите можеби 48 часа да се добие прва психолошка помош. И нашите СОС оператори се подготвени за таков тип на дејство да бидат на терен. Многу е важно да не се наруши сигурниот дом, а веќе тој е нарушен, правото на секој дете да ја добие грижата и љубовта од најблиските. И ова тепање пред светот и пред децата, односно сестрите, може да исто така да развијат повлекување, односно кај нив да се развие вина дека можеби тие допринеле за такво нешто. Од обвинителството по пријавата веднаш побарале притвор за осомничениот татко. Бидејќи според прибраните докази тој и порано бил агресивен во семејството и постои опасност да го повтори делото. А крвничкото тепање се случило додека мајката приготвувала јадење. Додека мајката на детето приготвувала јадење, тоа се играло со нејзините 2 сестри. Во еден момент девојчето се качило на креветот во дневната соба, за да ги земе играчките, поради што осомничениот започнал да ја навредува и да ја удира со шлаканици по лицето, нанесувајќи и телесни повреди, набиеница на главата и огреботини на кожата на лицето. Продолжили со вербални закани дека ќе ја убие. Стои во соопштението од обвинителството. Освен вербалните искази и снименото видео од страна на мајката е дел од доказната постапка во обвинителството. Сања Димитровска, Сител телевизија. Обвинителството се предомисли, таткото на Васил Јованов ќе се гони за загрозување на безбедноста во сообраќајот, дело за кое е предвидено пониска казна. Стартот на судскиот процес денеска се одложи и судот не успеал да го најде обвинитиот. Таткото на Васил ќе се гони за поблаго кривично дело, загрозување на безбедноста во сообраќајот. Обвинителството образложи дека добиле нови докази кои ја менуваат фактичката состојба, па обвинитиот нема да се гони за предизвикување општа опасност, дело кое носи парична казна или затвор до 3 години. Наместо тоа, сега обвинитиот Зоран Јованов ќе се гони за кривично дело кое предвидува парична казна или затвор до 1 година. Рочиштето е одложено за на 3 септември. Според судијата Снежана Марковска, судот направил 2
два обиди да ја достави поканата и обвинителниот акт, но поканата се вратила како неуредна достава. Не можеле да ги најдат на адресата која имаат во судот ниту обвинитиот Зоран Јованов, ниту неговиот адвокат Сашко Дуковски. Таткото на Фросина најави кривична пријава бидејќи смета дека е направен правен инженеринг како во одредувањето на судијата за овој предмет, така и во одредувањето на кривичното дело. Во затворот му обезбедуваат телефон. Тоа е тешко кривично дело, бидејќи насочува на прикривање, мотиви за прикривање на убиство. Како може такво нешто да недостасува при едно обвинение на родител? Ами само дека му дал колата. Ќе поднесиме пријава и ќе ја доставиме до обвинителот и до судечкиот судија. Независно што судечкиот судија веќе сметаме дека се стекна со епитет судија на мафијата, бидејќи и Васо, убиецот, и татко му го суди. Она мора да биде свесна дека ако не знаела, морала да биде свесна дека е наместена. Пред кривичниот суд денеска беа поставени транспаренти со пораки, нови членови во законот, а потоа во судскиот совет и експертски судски реформи, а на плочникот пред зградата беа насликани крвави дланки. Таткото на Васил Јованов е обвинет бидејќи му го давал возилото на својот син, иако знаел дека тој нема возачка дозвола и дополнително бил повеќе кратен сторител на сообраќајни прекршоци. Васил Јованов е осуден на 12 години затвор за сообраќајката на булевар Партизански одреди, во која е усмрти младата Фросина Кулакова, која минуваше на зелено на пешачки премин. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва за случувањата во Европскиот парламент и Европската иднина на државата разговарам со поранешниот